следува нашата утринска тема, она што споменавме и најавивме заедно со Марко. Туризмот или туристичките работници беа едни од најпогодените или најпогодената гранка можеби во светски рамки како резултат на пандемијата со COVID-19 и кога веќе таа стивнува се случува нова криза, нова овој пат воена за жал криза која што буквално го размрдува светот во овој период од годината. Колку Македонија или колку нашата земја е засегната од целата оваа ситуација, какви се туристичките врски или конекции кои што ги имаме и со земјите кои што во моментов војуваат, но и генерално кои се можеби прогнозите и дали имаме некоја трунка надеж, а таа секогаш постои во поглед на дали имаме нели светла иднина кога станува збор за туризмот. Денеска многу теми ќе отвориме заедно со Владко Сулев. Владко, добро утро и добре ни дојде во утринската. Добро утро и благодарам за прекрасната најава и благодарам секој што делувате време за туризмот, искрено. Апсолутно, затоа што многу пати, како што знаеш и сам, сме зборувале за туризмот и сакаме да дадеме поддршка на теми кои што се од круцијално значење за целата земја, за сите економски врски, буквално сите сегменти од општеството, од делувањето на луѓето, некако е засегнато и од оваа гранка. Сега споменав јас во најавата една од најпогодените гранки во време на пандемијата и кога наводно стивнува пандемијата со коронавирусот, ни се случува нова криза и тоа овој пат воена. Како Македонија во целиот овој процес гледано од туристички аспект е засегната, Владко? Да, дефинитивно, да речам, таман здивнавме со колегите, малку викаме готово ја испративме короната, сега ни се случува тоа, пошто ние сме многу зависни како дестинација од западниот свет, а нивните општества така по информациите што ги добиваме реагираат доста се темата е доста застапена и веднаш штом има некоја тема која што има негативно влијание на општеството, на било кое општество, веднаш се чувствува прво страдаат услугите, а најмногу туризмот, пошто тој е најмногу сензитивен. И во тој дел очекувам дека ако не се релаксираат работите во периодот што следи, сигурно ќе имаме последици, ќе сега застанаа веќе букирањата, имаше едно опуштање, сега пак има некој како период на застој, буквално статус кво, нема нови барања, застана во тој дел. И другиот момент кој што нас не засега како дестинација, ние веќе успеавме да се поврземе авионски со Русија и тоа доста успешно се движеше, имаше имаше патување во двете насоки, имаше директни линии, да. Имаше директни линии со Москва и со Санкт Петерсбург и тоа требаше да се интензивира. И тука имаше, извини сега те прекинувам, меѓутоа и голем наплив на туристи од нашата земја токму во Москва изминатиот период, претпоставам благодарение на сето тоа, ама се случи тоа што се случи, како што велиш повторно еден застој. Апсолутно, сите ние сме на социјалните мрежи и веднаш забележувате како ваши пријатели, ваши познати патуваат и тоа е тоа, кога имате авионска линија се развиваат сите односи и сега тие односи сите ќе претрпат застој затоа што нема кога нештото ќе се затвори, а Русија е исто голема држава, ако има забрана и за други, се има цела листа на држави кои што имаат забранети, тоа може да се одрази исто така и на оддалечен исток дестинациите кои што требаше полека 2022 да се враќаат полека, пошто тие последни ќе се вратат генерално назад, но и има, мислам, негативно влијание секако има и се надеваме што поскоро ова да се затвори. Почна исто така интензивна соработка и со украинскиот пазар, имаше и со автобуси, имаше и со авиони, линијата се укина затоа што можевме да бидеме проактивни во двете насоки, но имаше намери да се врати во сезона. Сега мислам дека ние треба да се усмериме повторно кон западниот свет, да видиме што може од тоа да се извади максимум. Како да преживее туризмот, Владко, во вакви кризни времења? Не знам дали во твојата долгогодишна кариера си успеал да бидеш сведок на некоја друга кризна ситуација. Чинам дека ова со пандемијата беше најголемата, нели, што сите ние ја преживеавме. Меѓутоа факт е дека многу фирми, многу компании се соочија со загуба, има сериозни последици. Имаме ли надеж, трунка надеж? Ние некако, да ти кажам, ние дали
ја работам веќе 16 години кам и туризам и искрено ние некако сме навикнати на тие кризни ситуации. Ни се случија многу, нон-стоп имаме нешто, секоја година ја викам скоро секоја година од кога работам имаме некој проблем се случува. Дали ќе се запали председателска канцеларија, дали ќе се направи нешто трето, некакви кампери пред влада, па им објаснуваме, па контракампери ако се сеќават. Сето тоа го поминавме. Ние некако сме по-резистентни, дали од што ни се случуваат тие работи на еден начин не го гледаме со тие очи, а реакциите на нашите партнери дури сме вчудоневидени као зошто не барате, како очекувате да има запишување кога има војна, се случува војна. Реакцијата нивна од нашите партнери од западниот свет, ние можам да кажам дека сме доза изненадени на еден начин. Пошто генерално пак на нашиот пазар комуникацијата што имам со нашите колеги кои што работат, аутгоинки кои што работат и организација на настани, нема таков наглас на работите, како да ви кажам, значи не се гледа на работите на толку во таа лоша насока. Можда што ни се случуваше последните 30 години во регионот, па ние малку поинаку гледаме на работите, има сигурно повеќе фактори кои што влијат. За да успееме ние да ја пребродиме оваа ситуација, јас би предлог прв што нешто треба е комуникација. Видовме како резултира кога имате авионски линии. Авионската линија е првиот предуслов за развивање на било какви врски. Почнуваат туристичките врски, продолжуваат бизнис врските, вие се отварате. Не можеме ние како држава си дозволиме да не сме поврзани со некоја реномирана авиокомпанија со град како Париз. Пример, ние имаме комуникација на Бове. Бове е како автобуска станица. Тоа е на французин да му кажете дека треба да лета од Бове, нема да ве свати сериозно, не пак да развивате туризам. Значи, и тоа е добро што го имаме, да не бидам разбран погрешно. Значи, има влијание позитивно, но во секој случај ние мораме да се стремиме кон подоброто. Барем у најмала рака Трансавија, која е керка фирма на Air France, да отвори линија од Орли, не мора да биде од Шар де Гол, ама да имаме некаква нормална комуникација со која што би можеле да Од што зависи тоа, Владко? Дали ќе ја имаме таа конекција со тој аеродром, а нели сега имаме пониската класа што се вели? Од нашата проактивност на сите, како значи не можеме да кажеме само тој, ние треба да учествуваме заеднички. Еве, искрено ќе ви кажам една позитивна ситуација. Ние бевме заедно со нашиот авионски аеродромски оператор ТАФ на саем во два туроператори на саем во Шпанија. И кога пристапувате организирано со убава логистичка поддршка од амбасадата наша македонска во Мадрид, веднаш ве третираат и се однесуваат партнерите на еден друг начин, на повисоко ниво, затоа што гледаат дека имате сериозен пристап. Ние треба заеднички сите да бидеме вклучени. Не може еден да биде исклучен, друг да биде вклучен. Мора сите што се во тој, сите чинители што се директно засегнати, мора заеднички пристап да имаме, се разбира со поддршка на државата. Значи мораме да поработиме и на моделот, ние имаме модел затоа што немаме национален авиопревозник, ние имаме модел за субвенционирање, кој што во најголем дел сега е насочен на Визиер и тоа е све добро. Некако треба да поработиме малку out of the box, да видиме како би можеле да понудиме една авиокомпанија која што би летала од Шпанија, која што е во двете насоки многу интересна за нас. Франција која што стратешки како држава и како сени треба за поддршка. Значи, ние мораме на тој начин да размислуваме и да се поврземе за да можеме да имаме поголем проток и да учиме тоа што го прават нашите комшии. Тие работат многу интензивно, прават пропаганда за нивните држави во западниот свет и затоа побрзо се движат. Еве тука ќе ја земам Република Албанија. Да, видиш, тоа и вчера во телефонскиот разговор го потенциравме и сега истото го спомена, дека се потикнува некако од авионската конекција, од авионските врски со земјите. Повторно ќе се навратам на Русија и на Украина како нели најактуелни за жал во моментов држави. Ти велиш дека имавме ние конекција со нив. Муабетот ми води во насока на тоа колку кога ќе се воведе нова конекција со некаква земја, дали има веднаш интерес од нашите граѓани, дали треба дополнително да се работи на промоција на не знам летовите, да се кажува или достапноста за тие земји. Дали имаме генерално интерес од граѓаните? Предпоставувам дека нема човек кој што не сака да патува, ама тука сепак улога играат и
финансиите. Вака, значи, што научивме ние, лекцијата која што научивме последниот период како сектор, е дека за едно нешто да биде одржливо, значи посебно на авионска линија, мора да имаме одредени категории на луѓе кои што ќе патуваат. Тука се шпанци кои би доаѓале кај нас, македонци кои би оделе организирано таму, индивидуалци, бизнис клиентел. Значи, за да биде таа линија, мораме да имаме секаква категорија на патници кои што ќе биде анимирана, ќе биде информирана и ќе ги користи тие услуги. Јас претходно со тек на време секој човек созрева, примерно јас секогаш сум сметал дека ние како Incoming Tourism немаме ништо заедничко со колегите од Outgoing, но не е така. Значи, за да ми успее тоа што го работам, јас морам да имам и сериозен и силен outgoing сектор. Кај нас ние знаеме како е тој сегментиран. Не сакам да го коментирам, не сум експерт за тоа, но не треба повеќе да се прошетате во центарот да видите. Турција, Египет. Турција, Египет. Сите понуди се насочени во една насока. Да, и мислам дека некако има заситеност кај граѓаните од едни исти дестинации, барем не знам јас. И Грција испушти физија. Да, тоа се тие, нели, ако сакате конкретно летен одмор, нели, веројатно се тие и најдостапни можеби по цена, не знам сега може да ме поправиш. Меѓутоа, јас размислам од друга насока дека граѓаните ќе одлучат за нешто од она што им е понудено, ама ако им понудиме и поширок избор, веројатно ќе сакаат и сигурно да експериментираат. Значи, кај нас веќе и созрeva општеството. Значи, имаме нова генерација која доаѓа, значи која што работи, се крева и економскиот стандард, се работи аутсорсинг, се работи за странски компании, IT секторот е се посилен. Значи, ние се развиваме, тоа е факт, не може тоа никој да го демантира. Но ако имаат понуда и тие култури, ние генерално сме и по култура како медитеранска култура. Италија, Шпанија, ние сигурен сум дека секој од нас и голем дел од луѓето што ги познавам патуваа веќе во тие држави. Но кога би имале покомфортно решение, видите, јас имам 2 мали деца, сакам да отидам за Италија. Не можам да ги носам во Софија или да менувам авиолинија. Еве сега ќе во Мадрид што ми се случи, значи летавме преку Истанбул, ми го загубија багажот. 3 дена нема багаж на саем. Кога имате конекција, можно и тоа да ви се случи. Кога имате директен полет, сите тие работи ви се елиминирани. Значи, брзо и сигурно стигате на дестинацијата. Замислите кога би за 1,5 час би биле вие во Палермо или во Катања. Зошто Сицилија, на убава Сицилија, секој да не ја види? Кога се отвори авиолинијата за Рим, па ја мислам дека не познавам пријател или познат кој што не отиде да го посети Рим, кој што заслужува да се види. И плюс тука има едно обогатување на нашите сограѓани. Кога ќе ја видите таа култура, сметам дека патувањата во странство, запознавањето на колегите има најголемо влијание на мојот развој и на развојот на секој еден човек кога ќе види таа култура, кога ќе види како тие се движат работите, мислам дека потребно ни е тоа и затоа треба да работиме во двете насоки. Од кој период се воведе овие директните линии за Москва и за Украина, Владко? Тие се од минатата година, почна на убава, да. Што се вели, се случи ова што се случи. Имаме, јас искрено не ги познавам, но гледам дека добро работат, имаме руско-македонска комора која што доста активно работи, браво за тоа, тие успеа на нивна иницијатива, мислам дека и со поддршка од амбасадата, но во секој случај пак е тоа едно синхронизирано делување кое што ние треба да го, ние сме во редовна комуникација со шпанската амбасада, таа испраќа позитивни сигнали, реагираше кај нашиот министер за транспорт и врски. Значи, кога сите се вклучуваме во целата приказна, засегнати, не можеме ние цело време да викаме овој не е виновен, тој не е виновен. Значи, ние сите треба да бидеме проактивни и да побараме работите се движат во позитивна насока и да испратиме една порака. И второто нешто што не можеме ние да си дозволиме да немаме стратегија. Но не стратегија да дојде некој да ни ја напише и да ви каже еве следете го ова. Стратегија која што ние заеднички ќе ја создадеме и ќе кажеме еве, вака ќе движиме сите. Сите во оваа насока. Вие како медиуми, ние како туристички сектор, државните институции, сите чинители, пошто туризмот е доста комплексен. И туризмот, јас го гледам тоа, ефектот економски на туризам кој што може да го има. Значи, нема таква дејност која што може еден занетчија да го претвори во предприемач. Една жена која што има свој хоби и квалитети, да може да созрее и да стане предприемач. Тоа само туризмот може да го направи, тоа со многу малку инвестиции.
повеќе фали ноу-хау отколку што се реални инвестиции. А кога човек ќе види дека оди напред, дека созрева, тој и самиот ќе инвестира и ќе најде начин. Мислам дека туризмот може, тука и биопроизводството на храна, значи тие се и IT секторот кои што можат да не повлечат напред. Ние не можеме да бидеме, извинете, навлегувам во различни теми, но не можеме, ние не сме индустријска држава, да не се лажеме. Но имаме богатство, природа, културно-историско, кое што треба да го експлоатираме од потенцијал, да го направиме ресурс и да го експлоатираме ресурсот. Ние сме застанати на потенцијал, за жал. Да, за жал. Имавме ли изминатиот период туристи кои што беа од Русија, од Украина, кои што доаѓаа во нашата земја да ја посетат? Да, имаше. И претпоставам сега повторно имаме застој, така? Сега да, сега моментално нема. И тие баш во тој најкризисниот период имаше доста патувања и организирани патувања кои што беа во посета на кај нас. Искрено, ние поради сите рестриктивни мерки, освен минатата година што септември, октомври и летната сезона што ја работевме, како инкаминг сектор, се останато можам да кажам дека беше во застој, но успеавме вака идејата. Тие што работиме во инкаминг секторот, идејата да работиме во овој сектор е многу поголема од било какви финансиски бенефити или било што, и ние ќе влечеме напред и ние ќе покажуваме на каде треба да се насочуваме и ќе веруваме до крај дека Македонија може да биде успешна туристичка приказна. Да, мора да веруваме за да успееме, како велиме дека секогаш надеж малку постои. Владко, што се случува или што ќе се случува со оние луѓе кои што не знам, можеби си резервирале билети за Москва, Сан Петерсбург и некои други дестинации кои што ги споменавме од овие земји кои што во моментов се во воена криза. Верувам дека со оглед на атрактивноста на Москва и голем број на луѓе кои што ја посетија изминатиот период, сигурно сум дека имало голем интерес нели во текот на оваа 2022 да ја посетат како дестинација и веројатно картите си ги резервирале многу месеци однапред со оглед на тоа што нели цените се малку подостапни кога тоа ќе го направите неколку месеци претходно. Што ќе се случува со тие граѓани или со тие карти? Јас немам директни информации, но генерално како оди политиката е дека тие ќе можат или да почекаат да се нормализираат работите па да ги искористат билетите, тоа е моја претпоставка и така би требало логично да биде, пошто мислам дека Аерофлот е дел и од АЈАТА, така да има некои правила. И исто така, другата варијанта е кај што лета Аерофлот, некако да стигнат до тамо кај што лета, па да преземат, да ги искористат средствата кои што ги имаат. Тоа е, тие се решенијата кои што можат, не знам дали би можеле или дали е во можност да добијат рефундирање од авиокомпанијата, тоа треба да до тамо кај што мислам ги купиле картите, треба да видат која е политиката, затоа што и сега авиокомпаниите кои продаваат имаат различна кога купувате авионска карта, дали сте платиле за да може да менувате кога сакате, дали е фиксна со датум, но имате, како да кажам, ситуација која што не зависи од вас, така да мислам дека и е неизвестно до кога ќе биде и како ќе биде. Има модел, затоа е тој систем воспоставен и тој систем е за да ги штити мислам патниците, така да мислам дека тоа би требало да го решат без проблем. Уште едно прашање кое што не знам дали ќе бидеш најсоодветен да ми го одговориш со оглед на тоа што нели баравме ние и други соговорници покрај тебе за денешниот разговор во однос на авиолетовите. Што се случува со украинското и руското небо во моментов и не знам летовите кои што треба да бидат преку тие земји, дали се пренасочени, како оди тој момент или немаш најсоодветни информации? Не, дефинитивно мислам дека како се направи забрана за полети, имате сега забрана, зависи за кои авиокомпании. Примерно, јас колку што знам, Туркиш се уште лета, пошто со Турција немаат такво. Мислам, тука многу зависи со која авиокомпанија. Ер Србија се уште лета, се оди по други маршрути, не знам како точно, но се уште лета Ер Србија. Имаат
3 пати поголемо барање за авионски карти. Сега ставија Airbus 330, тие се прекоокеанските со 300-400 места кои што лета. Така да ние и со Turkish и со Air Serbia сме поврзани. Така да може да се стигне до Москва преку тие држави. Сега, ако мислам дека ако наш авион или руски авион не може да го надлетува македонското небо, а македонски авион не може да го надлетува руското, пошто некој има реципроцитет, колку што ги следев ситуацијата и колку што информации кои што ги имам да ги споделам. Така, Владко, имам уште една минута до крајот, некаков твој коментар или совет можеби за граѓаните и оние кои што сакаат да патуваат, аз верувам дека нема многумина, ете во поглед на туризмот и во поглед на тоа како да излеземе од кризата која што повторно не надвладеа. Па јас би ги охрабрил значи ние мораме да продолжиме да живееме. Доволно беше и ковидот кој што не застана. Сите имаме потреба од тоа, сите имаме потреба и од културна надградба, потреба од планина, тоа се и новите тенденции, значи за колку што е можно да посетуваат повеќе, да бидат на прошетки во природа, да ја ценат културата која што имаме, да направат баланс меѓу патувањата во Македонија, пошто имаме што да видиме во Македонија, секако да патуваат и во странство. Не би сакал да се ограничат само тука, но да не го забораваме тоа што го имаме и ние. Затоа што импактот кој што може да го имаат, за нив може минимален, но за некои луѓе од внатрешноста на државата може да биде животно важен. Така да би ги охрабрил и да останеме дома, но и да патуваме надвор. Да си го цениме и своето, да знаеме да го продадеме добро на другите, но и да патуваме за културолошки да се издигнуваме сите. Владко, фала ти многу за убавиот разговор.